седница на Собранието на Република Македонија. Пратениците Ристо Пенов, Андре Жеровски, Радмила Шекеринска, Славица Грковска-Лошко, Владимир Ѓорчев, Лилјана Поповска, Фијат Цановски ми известија дека се спречени да присуствуваат на седницата. За седницата известени се председател на Република Македонија, председател на владата на Република Македонија. Оваа седница е свикав по барање на 23 пратеници заради разгледување на предлогот на резолуцијата за односите на Република Македонија со Косово. Во меѓувреме, како предлагачи на предлогот на резолуцијата се приклучи уште тројца пратеници. Предлагам предлогот на дневниот ред за оваа седница да не се дополнува со други точки. Предлогот го ставам на гласање и ве повикувам да гласам. Да завршиме со гласање. Вкупно гласа 76 пратеници, од нив за предлогот гласа 75 пратеници, од гласањето не се воздржа никој, против гласаше еден пратеник. Констатирам дека предлогот е усвоен. Повелете. Благодарам, председателе. Колеги пратеници, пред нас денеска се наоѓа едно крупно прашање кое што не е прашање само од интерес на Република Македонија, со оглед на тоа што Македонија е непосреден сосед со Косово и има 25% етнички албанци, туку тоа е прашање што предизвикува и европски, а по последните настани во Обединетите нации светски интерес. И затоа, господине председателе, начинот на кој што се дојде денеска на оваа седница и со овој дневен ред и најмногу од се без отсуство на мислење на владата е во најмала рака недоличен, провиден и неприфатлив за вистинско и здраво водење на надворешна и внатрешна политика на една нормална држава. Во оваа држава се уште, иако се трудите да ги релативизирате докрај, постои устав и закони. Во нашиот устав стои многу децидно дека единствени што се определени да склучуваат дипломатски односи со трети држави е владата на Република Македонија. Кога веќе толку чекавме, требаше да ја дочекаме демаркацијата на граничната линија која завршува на 1 ноември. Како второ, иако почитуваната Теута Рифи, која јавно говори за многу работи во коалицијата, но и како ги гледа работите, збореше за вашето шверцување на законите, сега говори, тоа е нејзин став, дека Република Македонија не треба да го врзува своето признавање со евентуално ословување на независната држава Косово на нашата држава со уставното име. Така мисли колешката. Но ако разговаравте со колегите од опозицијата, посебно ако го цените ставот, ако вие бите на најголемата опозициона партија, ние ќе го упатевме на тоа да обезбедите поддршка од косовскиот премиер и председател и веќе кога влегуваме во една ваква процедура за признавање на независно Косово, од другата страна да го добиеме ова што во овој момент нас е многу битно. А тоа е да добиеме уште еден од нашите соседи да не ословува со уставното име. Не може да биде поголем нашиот интерес ние веднаш да го признаеме Косово, а Косово да не чувствува дека во градењето на доверба и пријателство мора да излезе во пресред на она што е наш врвен приоритет. А тоа е да се зголеми бројката дали е 121 или 124 држави, еве ова нека биде 125-та држава како идна членка на Обединетите нации, што ќе ја признава под уставното име. Бидејќи ништо не научивте, и бидејќи во надворешната политика од ден на ден правиме се поголеми грешки, ја правите денешнава грешка. Значи, без потреба од ваша страна така чувствувате. Значи, немате потреба опозицијата пред се СДСМ да го консултирате за вакви клучни прашања. Не го цените нашето искуство, не ги цените нашите релации со меѓународна заедница и се обидувате да играте пред себе од Дуи по тактот на невештиот играч во меѓународната политика Никола Груевски и да нанесувате штета и на албанската кауза, но пред се на македонската кауза. Македонија не заслужи да го изгуби приматот во регионот како лидер кој секогаш ги респектираше интересите на Соединетите Американски држави како наш најголем стратешки партнер. Ако бевме веќе мажи, ако сакате такви да се демонстрирате пред се вие од Дуи, зошто иницијативата на ДПА не ја поддржавте завчера, зошто вчера не ја донесевме оваа резолуција и во Генералното собрание на Обединетите нации ние да гласавме како американците против.
Зошто тоа не го направиме? Или постојат некои чудни овде коалиции кои никој не може да ги види. Не се знае кој е на линијата Брисел-Вашингтон, не се знае кој се фатил на оската Атина-Москва. Објективно јас се сомневам дека дел од колегите ради незнаење, али дел и заради крајно непознавање на генералните состојби во меѓународната политика, прават серија грешки. Председател, да не прекинувате, ќе завршам за 55 секунди или не зборев. Не со вас, господин Јани Макредули се договарав дали пред паузата или после да збори. Повелете. Значи, нема да ми требаат тие 10 секунди. Да завршам. Сметам дека би било доблесно од страна на предлагачите да искористите паузата и да имаме и подолга пауза, да се обидете да прифатите дел од амандманите што ги подготвува опозицијата пред СДСМ. Ако сакате да имате вистински партнер кој нема да се срами од признавањето на Косово како што се срами ВМРО-ДПМН, кој нема да се срами за парламентот, туку на секоја средба ќе кажува дека тоа е македонски интерес, а не да се лепи ваква или онаква етикета, дека некој бил српски, друг косовски шпион, дека некој бил вакво или онакво лоби. Вие може да терате по свое, но знајте дека пред се власта, а власта, бидејќи го нема овдека премиерот Едуи, прави со оваа предлог резолуција денеска крупна грешка. Благодарам. За реплика се јави господинот Тачи Мендик. Повелете. Не излегов за нешто друго пристапот на дискусијата која на господинот Бучковски, мислам дека овој пристап е негативен пристап од прв аспект, од причина што се настојува да се дестабилизират меѓуетничките односи во Македонија меѓу албанците и македонците. Мислам дека ова е многу опасно, доколку сознанието или како што се вели признавањето на Косово во овој момент од Македонија се условува со албанското прашање, тогаш треба задолжително, господине Бучковски, да објасниме некои позиции. Албанците од Македонија и Косово и Албанија во ниту еден момент, во ниту едно место не го спореле ништо македонско, ниту името, ниту идентитетот, ниту црквата. Во однос на другите, ги прават и продолжуваат да ги прават овие оспорувања. Второто прашање, доколку ова прашање или проектот на Косово не е тесен проект само на албанците или како што рековте вие е малку поголем проект и на САД, НАТО и Европската Унија. Јас сум принуден јавно да ви кажам една забелешка, бидејќи вие го земате правото да зборовите за односите меѓу албанците, една јавна забелешка и за македонците. Проблем на македонскиот лидершип кој не разбира дека САД, НАТО и Европската Унија истата поддршка и ја даваат на Македонија. Со истата мерка и метода ја поддржуваат и Македонија. Во однос на другото условување Косово да ја признае Македонија под уставното име, не сум слушнал се уште една јавна изјава каде се оспорува уставното име на Република Македонија. Македонија со име, идентитет, со црквата, ве молам да не ги мешаме нештата. Нема проблеми со албанците.